еден од најголемите приоритети на кои работиме е привлекувањето на нови инвестиции и отварањето на нови работни места за граѓаните. На тоа поле, во изминатиот период постигнавме значителен напредок за Прилеп и околината. Преку активните мерки на владата, преку Агенцијата за вработување, од 2007 до денес се вработени над 3400 лица од Прилеп и Прилепскиот регион. Што се однесува до новите инвеститори, повеќе од 600 лица од Прилеп се вработија во новата фабрика на Дрекса Мајер во Кавадарци. Таков тип на голема инвестиција и голем работодавец, кој ќе отвори нови 2000 работни места, ќе биде и новата фабрика на Гентерм во Прилеп, чија изградба е во тек и каде веќе се вработени околу 350 лица. Исто така, нов работодавец во овој регион ќе биде и германската компанија Акомпласт, која се очекува да отвори нови 150 работни места. Во исто време, во локалната индустријска зона Прилеп 1 веќе се градат и неколку нови фабрики, кои ќе отворат и нови работни места. Сите овие информации, почитувани присутни, јасно укажуваат каде е најголемиот фокус на нашата работа и каде и во иднина ќе продолжиме напорно да работиме. Паралелно на активностите за отворање на нови фабрики и на нови работни места, работиме на инвестиции во железницата и изградба на патишта. Во оваа насока, после 70 години, за прв пат се реновира и железничката станица во Прилеп. Активностите се при крај, така што во наредниот период Прилеп ќе има реновирана и современна железничка станица. Во делот на патиштата, во изминатиот период како никогаш досега во историјата на овој град и на овој регион, односно на овој град, изградени се и реконструирани над 150 километри градски улици, локални, регионални и магистрални патишта. Зашто во голема мера треба да му се честите и на градоначалникот Маријан Ристевски и на Советот на општината Прилеп. Ги направивме локалните патишта за Канатварци, за Веселчани, за Бонче, за Радобил, за Штавица, за Дуње, за Манастирот Селце. Се направи локалниот пат за Лопатица Подмол, локалниот пат Алинци Шелеверци, локалниот пат Клепач Ерековци, локалниот пат Беровци Галичани. А оваа година локалниот пат Прилеп Маркова Чешма и локалниот пат Лениште Манастир Света Петка. Севкупно 13 локални патишта со вкупна должина од околу 32 километри и вкупна инвестиција од околу 160 милиони денари. Покрај локалните патишта, инвестиравме и за изградба на регионални патишта. Прилеп Кривогаштани и Прилеп Македонски Брод. Минатата година ја осветливме клучката Прилеп Могила. Извршивме надградба на магистралниот пат Плетва Фариш Росоман и извршивме надградба на коловозот на влезот во Прилеп кај споменикот на паднати борци. На регионалниот пат Прилеп Кривогаштани Крушево Свадуево и на регионалниот пат Прилеп Македонски Брод Кичево во должина од 115 км се постави нова сообраќајна сигнализација и опрема. Како еден од најважните проекти на овој регион, следната година започнува да се гради и експресниот пат од Градско кон Прилеп, за кој што подолг период правиме подготовки и за кој што поранешниот министер Миле Јанакиевски, како и за многу други проекти, беше многу ангажиран, а секако и сегашниот Владо Мисајловски. Изградивме 3 целосно нови спортски сали. Четвртата е во фаза на градба, а во наредните години во план за градба се уште 3 други сали. Ги изградивме двете фудбалски игралишта Методи Андонов Ченто и фудбалското игралиште Асном во Тополчани. Воедно го изградивме и тениското игралиште во основното училиште Гоце Делчев, како и повеќенаменското спортско игралиште во училиштето Мирче Ацев. Во наредниот период планирани за градба се уште едно тениско игралиште и уште едно спортско игралиште овде во Прилеп. Изградивме 3 целосно нови монтажни училишта во Чепигово, Галичани и Беровци. 3 постоечи училишта се доградени или реконструирани,
а активности за реконструкција и санација извршени се на сите училишта на територијата на Прилеп. Во изминатите неколку години инвестиравме за реновирање на здравствениот дом во Прилеп, а во моментот е распишан тендер за реновирање и адаптација на општата болница овдека во Прилеп. Воедно набавена е најсовремена медицинска опрема во вредност од околу 2 милиони евра за општата болница во Прилеп, со што значително е подигнат квалитетот на здравствените услуги, како во делот на диагностиката, така и во делот на третман и лекување на пациентите. Паралелно со инвестициите во објектите и новата медицинска опрема, постојано се инвестира и во специализација и надградба кај персоналот. Во моментот 17 лекари од болницата се упатени на специализација, а над 70 здравствени работници од болницата и од здравствениот дом реализирале едукации во реномирани медицински центри во странство. Во делот на културата извршивме санација и реконструкција на кровот и салата во Центарот на културата Марко Цепенков. Целосно е реконструиран мемориалниот музеј 11 октомври. Се изврши конзервација и реставрација на саат кулата во Прилеп. На археолошкиот локалитет Стибера се одвива систематски археолошки истражувања, а во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп е оформена постојана археолошка поставка од археолошките локалитети во Прилеп и Прилепско. Обновена е фасадата на куќата на Жеревци и Бектешовци. Помогнавме за реконструкција на источниот конак од манастирот Свети Архангел Михаел во Варош. Веќе неколку години во фази се одвива конзервацијата и санацијата на црквата Свети Никола во Мариово. Помогнавме за реконструкција на манастирскиот комплекс Свети Преображение во Зрзе и за прв пат го направивме и локалниот пат за пристап до манастирот. Изработен е основниот проект за санација, реконструкција и реставрација на конаците на манастирот Трескавец. Во тек е тендерската постапка за избор на фирма која ќе ја изврши санацијата и очекуваме на почетокот на 2016-та да се започне со изградба на изгорените конаци. Воедно, изработката на основниот проект за конзервација и реставрација на црквата, камбанаријата и другите делови на манастирскиот комплекс треба да завршат до крајот на оваа година.